Знаковниот јазик во институциите во Штип вистински проблем, бидејќи нема вработени кои го знаат и кои можат да обезбедат подршка при комуникација. Согласно податоците со кои располага Сдруженијето за глуви и наглуви лица од Штип, Карбинци, Радовиш и Проби Штип, евидентирани се приближно 130 лица членови. Оваа бројка не ја представува целосната популација на глуви и наглуви лица во регионот, со оглед на фактот дека значителен дел од овие лица не се формално вклучени во работата на Сдруженијето. Возрастната структура на глувите лица е разновидна, но најголем дел се возрасти лица на возраст од 30 до 60 години. Како што вели председателот на Сдруженијето Мартин Ѓоргиев, тие се разбираат во семејствата, но многу потешко во институциите. Меѓу глувите и наглуви лица од регионот, комуникацијата се одвива најчесто преку нивниот сопствен адаптиран знаковен јазик, кој го користат во семејството и во меѓусебната комуникација. Сепак во институциите постои сериозен проблем. Воопшто нема вработени лица кои го владеат знаковниот јазик и кои може да обезбедат подршка при комуникација. Според податоците од Сдруженијето, само едно лице од регионот го познава знаковниот јазик на напредно ниво, додека неколку други имаат основни познавања што им овозможува да помогнат во одредени ситуации. И покрај ова, недостигот од обучени и квалификувани толкувачи или лица со знаење на знаковен јазик во институциите представува голема бариера за глувите лица во остварување на нивните права и пристапи до услуги. Во склоп на одбележување на денешниот ден, Сдруженијето организира своји активности и настани. Овие настани ќе се одржат во соработка со Националниот сојуз на глуви и наглуви лица на државата, кој исто така ќе организира голем национален настан Игри без граници. Со учество на глуви и наглуви лица од целата држава, овие активности имаат за цел да ја подигнат свеста за важноста на знаковниот јазик и да ја промовираат интеграцијата и социјалната инклузија на глувите лица во општеството.